Почитувани, го дотераа народот на просијачки стап за да можат да си прават договори во 4 очи. Додека министерот Љупчо Николовски Путерот им ги брои чашите со вода на министрите и кафињата, што и беше претходно негова изјава како дело за ложбата за борба против корупцијата, истите министри склучиле договори во 4 очи во вредност од 11 милиони евра. Во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации утврдено е дека во првото полугодие од 2020 година преку нетранспарентна постапка со преговарање без објавување на оглас се склучени договори во вредност од 11 милиони евра, што е за 14,58% повеќе од истиот период во претходната година. Податоците говорат за раст на бројот на договори за 161% и тоа од 178 склучени договори во првото полугодие од 2019 година на 464 склучени договори во 2020 година. Од вкупниот број на договори, само 198 договори во вредност од 2,4 милиони евра се поради ковид пандемијата. Другите договори се за средства кои не се приоритет за пандемијата. Па од тука се поставува прашањето: зошто и каде се дадени 9,5 милиони евра преку преговарање во 4 очи? Не се само провизиите за вакцини, туку во прашање се милионски договори во 4 очи. Рекордер за договори во 4 очи е кој друг ако не Венко Филипче. Доколку ја погледнете листата, ќе видите дека први се Клиниката за травматологија, Министерството за здравство, Здравствениот дом Скопје. Здравството трошело најмногу пари. Венко Филипче, дали се слушаме? На што биле потрошени парите во здравството, а во исто време не ги исполнуваме критериумите за помош од Европската Унија? Дали наместо за борба против пандемијата се распишувале тендери за се и се што, само не за средства кои се потребни во борбата против COVID-19. Срамно е додека Филипче и другите од владата склучуваат договори во 4 очи да немаме вакцини. Народот нема маски и дезинфициенси, а за тестирање се чека по неколку денови. А доколку отидете во болниците, човек ќе се соочи со преполни болници и недостаток на средства. На што се потрошени овие 11 милиони евра, додека народот умира и дали и кој ќе сноси одговорност? Обвинителството е на потек и да не спие додека се краде народниот буџет. Корона профитери, додека народот умира од корона, владата се убива од крадење. 11 милиони евра за пола година се договори во 4 очи. Секој денар ќе биде проверен со смена на власта. Ви благодарам.